Ово утро ве поздравувам од Технолошко-металуршкиот факултет. Имено ово утро на лице место се наоѓаме во лабораторија за сепарациони процеси, а во продолжение повеќе за оваа лабораторија и секако во однос на самата апаратура која што се наоѓа овде во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, професор доктор Кирил Лисичков. Добро утро и добро дојдовте во нашето утренство. Добро утро и на вас и вие добро дојдовте во живо на нашиот факултет во рамките на УКИМ и на Институтот за хемиско и контролно инженерство, кај што се наоѓа, кој што рековте, лабораторијата за сепарациони процеси, која веќе е лабораторија за зелено инженерство, односно за зелени технологии. Нели нормално време е кога ќе се смени надписот на ова лабораторија. Инаку лабораторијата е доопремена со проект кој што е добиен еден голем грант, единствено ова институт, односно ова лабораторија го доби. Проектот беше комбинација со кофинансирање Министерство за наука и образование на нашата република и 40% од кофинансирање во нашиот случај беше фирмата, компанијата приватна Бионика. Проектот беше наменет со наслов примена на современи сепарациони техники за изолација на биоактивни компоненти од лушпи од домат, Solanum lycopersicum, тоа е латинскиот назив на доматот, затоа што ние сме повеќе насочена аграрна земја со развиена прехранбена индустрија. Имаме доста производство на полупроизводи и финални производи од домат, но лушпите и семките како страничен, би рекол, продукт од процесот на производство и преработка на доматите, обично се фрлат или се дават на животните како храна и како такви веќе го прават загадување како еден биолошки отпад, ќе кажам под наводници, кој што прави понатаму проблеми. Сега, во согласно со концептите и стандардите кои што наголемо доаѓаат и кај нас ќе треба да се имплементираат за зелената хемија, зелените технологии, зеленото инженерство, кое што веќе од 2010 го развивам ја и мојата група на овој факултет, направен е овој проект и истиот е завршен, добиени се резултати. За од таа суровина, тој биолошки отпад, понатаму да можат да се добијат биолошко активни компоненти, како што се ликопенот, силни антиоксиданси, кои што ги слушаме, понатаму бета-каротините, меѓу кои што може да кажем и лутеинот, кој што е добар за очите, и истите тие како такви, прочистени до фармацевска форма, да се искористат за фармацевски козметички препарати, така наречена клеточна храна. Во рамките на тоа, во тој грант е купена опрема повеќе аналитичка во оваа лабораторија, како што е овој течен хроматограф, кој што е тука позади вас, на кој што докажуваме дека сме добиле во моментот оди еден хроматографски пик од ликопен, кој што има ваква боја, ова е ликопен, кој што е добиен од самите лушпи од домати, кои како такви, ги имаме и понатаму одат на така наречена зелена екстракција со помош на ултразвук на собна температура или со микровейв или микробранова екстракција, при што се користат така наречени зелени растварувачи, кои што се екофрендли, односно не влијаат како загадувачи на животната средина. Оваа лабораторија имено е намената и за студентски вежби. Што прават овде студентите, колку учат, колку вие сте задоволни од нив? Да, како што рековте, оваа лабораторија е за сите 3 циклуси наменета. Во погорните години, најчесто имаме предмети, да речеме, и во прва година, кои што се за вовед и контакт на студентите веќе со зелената хемија. Што е тоа? Дека самата хемија не е баук, туку се околу нас е направено од хемија. На прв циклус студии доаѓаат на предмети кои што се за нив доста интересни и нови, например, еден од предметите наноматеријали во фармацевското инженерство, каде што им е многу интересно
и ги гледат нагледно и нормално со инструментите, како што е еден течен, високоперформансен течен хроматограф или еден најсовремен UV-vis производ на Мерк, тука инструкции им дават на почетокот нашите соработници и асистенти, а понатаму и сами работат, за да можат истото да го пренесат после во пракса, додека веќе на втор циклус на магистарски студии, на трет циклус веќе докторски, се остамосталени и самостојно работат и се грижат за работните места и учат тоа што треба да дознаат и да научат и да ги откријат тајните кои што им ги нудат ова опрема, која што практично и самиот проект е така наменет да може да се едуцират и веќе завршени кадри кои што на времето дури сме студирале, не сме ги имале сите овие можности, не била толку многу развиена, да кажам, неконвенционалната технологија во смисла на нови постапки, но сега да можат истите да го видат и понатаму да се носат рамо до рамо и со другите центри во Европа како едуцирани кадри. Со оглед на нашето предвидено време во утринската емисија, за овој дел мислам дека се убаво си кажавме, но на самиот крај ќе ве прашам и накратко околу водата која што ја пијат скопјаниве. Неколку пати во текот на разговорот ја напоминавте водата, напоминавте дека се ближи светскиот ден на водата, потука ќе ве прашам дали скопјани пијат квалитетна вода. Со полна одговорност ќе кажам дека скопјани, Скопскиот регион, сите што се на системот Трашче, пијат квалитетна вода. Многу се дебатира околу сето тоа. Сите викат, водата е со ваков квалитет или онаков, но Рашче како извор има вода која што навистина е меѓу трите први во Европа. Понатаму, самиот цевководен, инфраструктура, систем и мрежа на Израел Скопје е друга приказна до крајниот потрошувач. Во принцип имаме ние вода со стабилна структура во однос на јони, калциум, магнезиум, натриум, калиум и pH некаде 7,34, која што е блиска до крвта, алкална, благо алкална. Во ова лабораторија, ќе видите, имаме две чаши лабораторијски со вода, едната е од цевководниот систем, која што нормално е за пиење, бидејќи секој ден се прават во санитарната лабораторија. Таму колегите се наши студенти, во моментот раководителот е и наш магистрант кој што работи таму, така да анализите за вода, зборам за водовод, градски водовод на град Скопје, се е направено, но ние имаме и посебни постапки, повторно зелени постапки, со така наречена реверсна осмоза или мембранска сепарација, да добиеме ултрачиста вода, а тоа е вода која што се користи за овој инструмент, или така наречена позната и како мека вода. И ќе видите сега нашиот соработник, колешката Наташа, ќе ви покаже, да видите колку е ТДС или Total Dissolved Solid, цврсти материи или партикли во вода од водоводот градски, а колку е после самото омекнување таа вода, да видиме што ни покажува самиот инструмент. Верувам прилично брзо се добиваат резултатите? Да, брзо се добиваат резултатите. Треба да биде околу 600-700. Колку е нати? Да, околу 710 во моментот. Значи во границите на нормала. Да, во границите на нормала. А сега ќе видиме во другата вода, во меката вода, само малце да се избрише електродата. Еве додека трае овој процес, може и накратко да ве прашам при самиот крај, со оглед на тоа дека се зголемуваат температурите, еве доаѓа и пролета набрзо, колку треба граѓаните да пијат вода дневно? Интересно прашање. Еве тука е веќе малку не падната скрос. Што значи тоа? Тоа значи дека има мекната таа вода и истата може да се користи за овој, да кажам, високоперформансен течен хроматограф, значи ултрачиста вода, но како таква, ќе кажам, пак не е убава за пиење, може да се пие, да е квалитетна, но не е убава затоа што нема ионите натриум,
калиум, калциум, магнезиум кои што се потребни. И тука грешиме и викаме, аха, сега имаме супер, ќе пиеме дестилирана вода. Не, дестилирана вода не е за пиење, дестилирана вода или дионизирана вода се знае, може за пегла да се користи дома, за да не се ствара бигор, може да се користи. Колку треба да пијат вода? Значи, има различни теории за вода. Обично викаат по 30 мл на килограм телесна тежина, така доаѓа. Зошто? Затоа што нашето тело е претежно со вода. Значи, над 70% е вода. И таа вода, во неја се нели сите телесни течности. Во принцип треба да пиеме вода на собна температура. Значи, не е да земеме од фрижидер ладна вода и да даваме шокови температурни на организмот. Се разбира, сите овие совети треба да ги имаме на ум. Ви благодарам многу за одвоеното време и што не пречекавте овде на вашиот факултет. Ви благодарам и на вас и ќе се видиме нели за денот на водата во вашата телевизија да поразговараме малце повеќе за вода и сте поканети тогаш на 22 март кога ќе има нели поголем настан и ќе има нели од целата наша држава учесници, може и од надвор за денот на водата. Ви благодарам уште еднаш. Тоа беше мојот денешен гостин, професор доктор Кирил Лисичков, а вие останете со Утренска на Телма.